будење со Јулија. Најдраги мои, добро вечер, добро ми дојдовте во нашето заедничко будење. Најдраги мои, ја знам дека вие долго време ја чекавте емисијата да почне затоа што малку имав пауза и морав да пуштам малку репризи во овој период, бидејќи знаете беше време на настинки, на грипови, врнеше снег, јас бев малку затрупана, имав проблеми со доаѓањето на работа, но еве конечно на вистина се случи овој убав ден, помина многу убави празници имавме, сега знам дека сите сте одморени, сите сте вака вдахновени со убава енергија и нормално можеме да се дадеме во она, да си го слушаме и да ги следиме сите оние работи кои што на вистина си ги чекаме, нели, нашите омилени емисии, нашето заедничко будење во кое што се будиме и оваа година, почитувани мои, ќе се будиме и ќе растеме на патот на нашето себе спознание. И тоа е најпрекрасното нешто што можеме да си го приуштиме, затоа што кога ја испраќав 2016 година си дадов една задача себе си, оваа 2017 година да биде најубавата година во мојот живот и најуспешната. И така и всушност ќе ја започнеме. Затоа што навистина после овие празници, сите кога мораме да се дадеме на работа, кога мораме да се впуштиме во нашите заеднички секојдневни обврски, мораме да бидеме, да имаме тој допинг со убава енергија и затоа сакав, значи, вака на самиот почеток да имам прекрасни гости кои што буквално ќе ви ја дадат таа енергија, со која што ќе имате мотивација да ја започнете годината, да одите во се она што се вика ваш предизвик, без да размислувате многу што ќе ви се случи, без да имате стравови дека нешто нема да ви успее. Напротив, да имате доволно мотивација и да имате доволно верба дека се во вашиот живот ќе биде за ваше најголемо добро. И најдраги мои, навистина, еве, оваа емисија малку поразлична, јас ме гледате во еден друг амбиент, овдека се јавувам од станот, каде што се моите вечерашни гости. Тие престојуваат деновиве во Скопје и имавме еден прекрасен семинар. Моите вечерашни гости вас многу добро ви се познати, бидејќи тие веќе беа еднаш гости во нашето заедничко будење. И не само еднаш, емисијата за методата која што тие обработуваат, на вистина беше толку многу барана и знам дека сте добро ги познавате, бидејќи од вашите мејлови знам колку се интересиравте за оваа исцелителна метода и еве јас да не должам многу да кажам дека станува збор за тета хилинг или тета исцелителната метода. И на моје големо задоволство, најдраги мои, во Скопје повторно со семинар во Скопје и со нормално наша дружба, со нашите прекрасни пријатели, со брачниот пар Пахноглу, Тамара и Никос. И еве вечерва, добро вечер за моите драги Тамара и Никос. Многу ми е драго, Тамара и Никос, што сте, значи, повторно во нашето заедничко будење и што еве вака можеме ова 2017 година да тргнеме на вистина со една нова и убава мотивирачка енергија. И уште еднаш добро вечер. Добро вечер, драга Јулија, и хвала за вако дивну најаву. Па Тамара, сосема заслужено затоа што јас секогаш мислам и имам впечаток дека кога вас ве представувам се е малку што ќе се каже. Навистина имам таков впечаток затоа што вие сте толку прекрасни луѓе, вие сте луѓе кои што навистина она што го работите со многу енергија, со многу мотив, со многу љубов пред се, а тоа е најважната работа во оваа работа. Меѓу другото морам да кажам дека драги гледачи, да кажам дека Тамара, значи, е родена србинка од нашата ни соседна Србија, а Никос е по потекло, значи, грк, и тие се така еден прекрасен спој. Никос, како беше да дојдеш овдека по Тамара во Србија да ја најдеш за сопатничка, за сопруга и за твој животен партнер? Љубов. Љубов и само љубов, да. Љубов осети да то јесте на моја сродна душа и више од тога. Значи, ми кога смо се упознали пред дуго време, на први пат, значи, јас сам имал 18 година, не 17, и бас, кога сам ја видео, кога су они паркирали таму у центар, у Солун, видео сам Тамара и кажем, јесте, тоа е она,
ali ipak sam otišao do mesta da čekam, gdje smo se dogovorili i kad je došla, odmah sam znao da jeste to ona. Еве, драги мои, гледате Никос колку убаво кажа, вика, па да, тоа беше љубовта и љубов, значи на прв поглед препознавајќи својата сродна душа, кога прв пат се виделе пред 20 години во Солун, а Тамара имала само 17 години, а Никос 18 години. Навистина, многу интересна е приказката, бидејќи јас ја читав толку млади и толку време се обстојале, значи на толку млади години да се препознае својата сродна душа и својот вистински животен партнер. Еве, кој ќе зборува? Evo, mogu ja. Ајде, Тамара. Iako bismo oboje rado govorili o toj temi, jer to je zaista jedna od najlepših stvari u našem životu. Znaš kako, draga Julija, u teta isceljivanju i verovatno nekim drugim metodama koje se bave srodnim dušama, jasno je da nemamo samo jednu srodnu dušu, ima ih više. Međutim, postoji jedna koja je naša primarna srodna duša i jedna koja je suđena nama u ovom životu da nam bude božanski životni partner. Zapravo nemamo svi tu sreću da u ovom životu nađemo božanskog životnog partnera, ali neki od nas, eto mi smo primer takvog para, se nađu sa svojim božanskim životnim partnerom. To je osoba sa... Да, Тамара ќе морам да преведам, да. Бидејќи Тамара зборува толку убаво, не сакам да ја прекинувам, но сепак за нашите гледачи ќе морам, затоа што Тамара вели дека навистина не е лесно да се најде својата божествена сродна душа, затоа што немаме повеќе сродни души, но својата божествена сродна душа во улога на свој партнер, навистина тоа е вистинска среќа. И Тамара продолжи понатаму. Da, božanski životni partner je osoba sa kojom smo se mi dogovorili nekad kad smo planirali šta ćemo u ovom životu raditi, da se nađemo i da delimo istu životnu svrhu. Znači, naši osnovni ciljevi u životu su isti. Razlog zbog kojeg smo došli u ovaj život, naša životna misija je ista i mi imamo dogovor da se u nekom momentu nađemo, po mogućstvu što ranije i da što ranije krenemo u ostvarivanje te svrhe. Значи, еве, драгата Тамара ни кажа што значи божествен партнер, божествена сродна душа, значи како свој животен партнер, дека тоа се всушност партнери кои што имаат иста животна мисија, иста животна цел, најдраги мои. И затоа вели дека по тие некои божествени законитости, што порано се најдат тие такви души, тие божански сродни души, е што подобро, затоа што имаат повеќе време нормално да ја вршат својата мисија. Повели Тамара? Значи, рековме дека вие сте две божански сродни души. Нека не те буни тоа што те прекинувам, слободно ако имаш мисла, можеш да си ја продолжиш. Но вашата навистина мисија веќе е очигледна, но сепак вие имате други професии. Еве да кажеме, бидејќи многумина Тамара, јас и минатата емисија, ако се сеќаваш, ја започнав со вашето партнерство, со вашата љубов, и тоа се секогаш интересни теми, затоа што луѓето многу ги мешат поимите како да дојдат до сродна душа, што е сродна душа, како да се најде вистинскиот партнер. И тогаш зборувавме дека не е исто да се има животен сопатник, животен вистински партнер и сродни души. Значи, каде ние во тој поглед правиме грешки, кога некој во некого ќе препознае сродна душа, дека дали тоа е партнерот со кој што треба да го помине животот? Ne, to je pogrešno tumačenje većine ljudi. Ljudi kad kažu srodna duša smatraju da će to biti partner sa kojim će oni dugo i srećno živeti, po mogućstvu do kraja života, imati skladnu vezu, razumevanje, ljubav. Znači, apsolutni sklad, apsolutno razumevanje, ljubav, to je ono čemu ljudi uglavnom teže kad kažu da bi volili da nađu u svom životu srodnu dušu i da i ona bude njihov životni partner. Значи, кога луѓето вели ќе се сретнат, кога би сретнале некој за кого ќе рече дека е животен партнер, предпоставуваат дека во секој поглед, значи, би се сложувале и дека тоа ќе биде нивниот партнер со кој што ќе се сложуваат и ќе го поменат животот до крајот на својот живот. Но во суштина не е баш секогаш така.
Da, mi imamo više srodnih duša i to nisu sve duše koje mogu uopšte nama da budu partneri životni. Neki od njih će biti naši prijatelji, neki će biti saradnici na poslu, ali generalno je iluzija da je život sa srodnom dušom, partnerom, uvek lagodan, uvek blag, uvek spokojan, skladan. Naprotiv, može se desiti da imamo srodnu dušu koja će nas navoditi na razvoj, a to se svakako dešava kad nađemo srodnu dušu, međutim, način neće biti baš prijatan, možda će biti vrlo konfliktan. Еве, Тамара вели дека ние имаме повеќе сродни души, но со некој што ни е сродна душа ќе бидеме пријател, со некој ќе бидеме на некоја друга релација, но да се биде сродна душа партнер, тоа е веќе нешто сосема друго. И обично вели дека сите луѓе мислат дека ако дојдат до својата партнерска сродна душа, дека ќе имаат некој невероватен склад, дека се ќе биде добро, ќе оди како подмачкано, но тоа вели секогаш не е баш така. Напротив, со својата сродна душа или со својата сродна душа партнер, значи може да имаме многу конфликтни, многу специфични ситуации во животот. Што значи кога ќе дојде до такви ситуации? Како се препознаваат сепак сродните души да не дојде до разидување, нели партнерите, како се подудараат тогаш? Znaš o čemu mi puno vodimo računa u teta isceljivanju kad radimo sa ljudima koji žele da prizovu srodnu dušu u svoj život? Kažemo im da puno vode računa o tome da traže najkompatibilniju srodnu dušu. To je ta reč, ključ koja je najvažnija kod nas kad tražimo srodnu dušu. I vodimo računa kakve mi imamo osobine pre nego što prizovemo srodnu dušu. Pitamo se da li smo mi osoba sa kojom bismo želeli da živimo, da li mi imamo sve te vrline koje tako spremno tražimo od druge osobe. Znači, stavljamo fokus i na sebe, da mi postanemo idealna srodna duša nekom drugom pre nego što očekujemo da u naš život dođe idealna srodna duša za nas. Значи, драги мои, Тамара, како што слушнавте, рече дека ние, вика, во тета исцелителната техника, пред се, вика, имаме еден начин во кој што ја повикуваме нашата сродна душа, значи повикуваме да ни се даде, да ни дојде вистинската сродна душа која што е за нас. Но, пред да ја најдеме собствената сродна душа како што треба, значи да биде, ние, вели, во тета работиме пред се, да бидеме ние тие кои што, значи, ќе привлечеме таква сродна душа, затоа што, значи, првин треба да бидеме ние такви, така, Тамара, за да го привлечеме вистинскиот партнер, вистинската сродна душа партнер, всушност. Добро. Еве Никос да го слушнеме. Мораме и Никос да го активираме, бидејќи, почитувани мои, Никос, многу интересно морам да кажам за вас, за сите вие кои што гледате. Тој таков ден дони така убаво работа двајцата, невероватен спој. Многу интересно се поделени работите помеѓу нив кога работа, значи кога работат методата, бидејќи сум сведок на неколку нивни работилници и сега на семинарот кој што го држа во Скопје. Никос е задолжен за тие специфични третмани. Тамара исто тука, значи, постојано се помага, постојано тоа такво уигран тандем да е нешто неверојатно. Никос, кажи ми, какво е чувството кога доаѓаат луѓе со толку различни проблеми, а ти имаш она енергија, ти си толку смирен. Јас бев сега сведок на толку различни ситуации во кои што се влезе, значи, на семинарот во минати животи и тоа од времето на Атлантида. Значи, да, почитувани, значи, со тета ќе спомнеме и тоа дека се влегува на вистина во минати животи и се прават чуда, да се отстранат сите блокади кои што ги имаме, но морам да го прашам Нико, затоа што гледајќи го после сето тоа, после сите тие третмани, тој остана буквално ист. И сега за емисијава, значи не е воопшто среден, Тамара рече да ставиш малце пудра пред да не е вака, а Нико се изгледа фантастично, значи воопшто, да. Вели да не светиш нешто да некам, а Нико се рече, па не, што ми фали јас. Значи, тоа е така една смирена особа. Нико секој денеска сака да го најде својот мир.
Што добива со тета методата? Што добива со тета третманите? Прво да кажем да тета метода може да нам помогне да управо наđemo тај мир кој тражимо веćина људи. И kad radimo sa klijentima, mislim teta praktičar ili mi, teta instruktori, kad radimo sa polaznicima, moramo raditi na način da bismo mi ih pokazali, mislim naše polaznice, da i oni ume da rade ovo što mi radimo, što izgleda čudno nekako. Неверојатно. Еве, драги мои, Никос вели, значи, тета методата помага во тоа, баш во тоа да го најдете својот мир. Но ние, вели, кога работиме со нашите со луѓето кои што поаѓаат, нели, почетници во тета исцелителната метода, вели, ние сакаме нив да им покажеме токму тоа, дека тие може да го работат истото тоа што и ние. Верувајте, некои луѓе кои ќе дојдат на овие третмани или на овие семинари, почитувани мои ќе помислат дека овие луѓе се чудотворци и на вистина вака од оваа дистанца да поверувате дека можете да го правите тоа што го прават тие, може би ќе ви стои неверојатно, но ова се искусни инструктори и затоа, кога следен пат, значи, ќе има тета семинар во Скопје, јас топло ви препорачувам секој за себе во кој сегмент, каде имате блокади, каде имате проблеми, да го посетите сајтот на Тамара и на Никос, да се пријавите и да бидете дел од тоа доживување и дел од она што ќе се вели да ви го направи животот на вистина да ви биде убав. Повели, Никос. Људи имају различите проблеми. Може да буде различите страхове, различите травме. Овој живот, али може и прошли живот, такоđe. Да идемо, ајде да не идемо толку дуби у ствари. И kad mi imamo takve izazove, onda to nas sprečava mi da idemo napred, da se razvijemo i onda ostanemo na isto mesto i onda uvek pitamo sebe zašto ne možemo mi imati recimo srodnu dušu, evo, kao primjer. Zašto ne možemo imati izobilje, mislim novac, zašto nemamo mi sreću, zašto kolege na poslu nas izbegavaju ili mrzi i tako dalje. To su naše verovanje koje mi imamo, to nas prečavaju da upravo to da rešimo, tako stvari da nas gledaju ljudi drugačije. Еве, почитувани Никос кажа, вели, луѓето доаѓаат со разни проблеми, имаат разни проблеми, но вели, затоа е тета исцелителната метода, која што навистина влегува и во минатите животи, но еве да не зборуваме века многу за минатите животи, да зборуваме за овој сега овде. Значи, со тета исцелителната метода може да се решат сите вели проблеми, но не проблеми или предизвици кои што ги имаме во животот, но секако дека за тие предизвици се предизвикани понекогаш, се тоа што ни стои на патот на тие предизвици се резултат на нашите верувања. И ово што сакам да кажам такоđe да тета практичар, сваки практичар е cilj da bude smiren, pošto ima ljudi koji jeste plaću, ima ljudi koji su možda agresivni prema nama, može to da se desi. I mi ipak znamo da to privremeno, to je samo posvest koji, otpor koji čovek pokazuje na rešavanje probleme i samo treba da budemo smireni i precizni. U stvari mogu da kažem da budemo kao, da radimo kao mašina. Тета, значи, практичарот што вели Никос мора да биде смирен пред се, бидејќи доаѓаат разни клиенти кои што се разразнати, дури може да бидат и агресивни, но тоа вели е, значи, миливо, да работејќи ја методата, после тоа вели дека сите тие, значи, на некој начин со тета третманот стануваат други луѓе, а на тета практичарот е секогаш да биде смирен. Pošto sam i dalje tu, znači da sam preživio dosta procesu, dosta ljudi sa različitim problemima. Cilj je da svima bude isceljenje, naravno, i da svima bude lakše. Pošto, kažem, neki ljudi imaju samo različite strahove i neki ljudi imaju
болест, болест као болест, на физичко ниво, физичко тело. Да, на сите луѓе вели целта е значи да бидат, да се исцелат, секој ден сака да се исцели, да биде во својот мир. А причината за некои работи се стравовите, за некои се болестите и затоа е тука тета методата, значи за да ги реши сите тие проблеми. Дали е во прашање страв, дали е во прашање болест, тука е тета методата која што навистина почитувани многу ефикасна. Значи ми као практичари, тета практичари, cilj da mi da rešimo te probleme koje ljudi imaju i zato mi polazimo taj seminar, da radimo na sebe, da radimo sa drugima takođe, da se razvijemo takođe i da pomognemo što više ljudi. Ipak to je cilj. Така, значи целта на тета исцелителната метода, како што рече Никос, е да се помогне во сите сегменти на животот, да се исцелат луѓето, да го работат тоа што сакат, да ги решат своите проблеми и да ја постигнат својата животна цел. Јас морам да кажам, почитувани мои, дека еве овдека се книгите, ги донеса Тамара и Никос, значи првата книга за првиот курс, така? Ова е првата книга, овдека е за напредниот тета курс, значи втората книга. И една најнова книга сега што е, значи, тајната на личната трансформација, која што ми ја донеса сега, исто така ми ја поклони, една интересна книга од повеќе автори. Така. Да кажеме нешто, Тамара, дали е неопходно овие книги да се имаат во сопствената библиотека, да речеме кога се работи првиот курс да се има оваа книга, па вториот, затоа што навистина овие книги на Вајана Стајбел, драги мои, која што е основачката на тета исцелителната метода, која што е една жена која што навистина е чудо од жена и ќе прозборуваме и за нејзе. Ова се нејзини книги. Еве, Тамара, ајде малку да позборуваме за Вајана и за содржината на книгите. Зошто е битно да се имаат овие книги? Vrlo rado. Vajana Stajbel je žena koja je utemeljivač ove metode. Ona je zapravo kanalisala čitavu metodu i to ne odjedanput, već postepeno. Zapravo je teta metoda koja je u stalnom razvoju. Vajana stalno dobija neka nova znanja, neke nove informacije, stvara nove seminare s vremena na vreme, tako da sve to što piše recimo u te dve knjige jeste deo teta isceljivanja, ima još mnogo više od toga, ima još knjiga koje ona napisala, ali svi koji žele da krenu sa ovom pričom, naravno da bi bilo najbolje da pođu od ove dve knjige. Значи, еве, Тамара рече дека Вајана Стајбел да вика и тоа како, вика ми е задоволство да зборувам за нејзе, затоа што таа е втемелувач на тета исцелителната метода и жена која што ја канализира оваа метода и која што навистина вели овие книги и тоа како се, значи, потребни прирачници, но не е само тоа што е во книгите за тета методата, има уште многу да се зборува, бидејќи секој ден таа вели дека постојано се усовршува и постојано има нешто ново и ново. Da, ukoliko neko planira da dođe na seminare, na osnovni i na napredni, onda nema potrebe da unapred kupuje knjige, zato što se te knjige na seminaru dobijaju. Znači, taj iznos koji se za seminar plati obavezno uključuje i dobijanje jedne od ovih knjiga, jednu na osnovnom, jednu na naprednom. Значи, еве, Тамара рече дека овие книги не мора пред време да се купуваат, бидејќи навистина тета методата мора практично, најдраги мои, да се спознае, да се види на лице место и тогаш вели тие книги нормално тој што ќе го посетува тета семинарот, тие книги следуваат, значи, во целиот тој пакет. Da, ali čak i ukoliko neko nema nameru da bude teta praktičar ili možda trenutno nema mogućnosti, svakako jeste za preporuku da kupi makar prvu knjigu za osnovni, jer tu knjigu treba svako da pročita po nekoj mojoj proceni, zato što nije namenjena samo praktičarima, već svim ljudima i njen glavni cilj je širenje svesti svih nas, širenje spoznaje i o nama samima i o svetu u kojem živimo i zaista se mnogo informacija korisnih može naći, koje možemo primeniti u svakodnevnom životu, čak i ako nismo praktičari. Така, значи, еве, Тамара вели дека ги препорачува книгите за оние кои што не мислат да се бават со тета методата, значи кои што не мислат да бидат тета практичари, но секој на кој што е заинтересиран чисто ради себе, својата собствена спознаја,
Убаво е да се има макар првата книга и втората секако може значи да се купат и без да се оди на семинар, бидејќи тоа се книги кои што се навистина добри прирачници за секојдневниот живот на секој од нас. Тамара, навистина, а ова тајната на личната трансформација да позборуваме, тоа е значи книга која што е од повеќе автори и тука има еден дел кој што значи каде што имате и вие ваш прилог и повеќе автори кои што се бават со разни да речем така техники. Da, ta je knjiga nastala kao ideja Vanje Savić, jedne žene koju možda neki vaši gledalci poznaju. Ona živi u Abu Dabiju, ali je iz Niša poreklom i ona je došla na ideju, zapravo dobila informaciju od duhovnih vodiča sa kojima radi, da bude, ajde da kažem, zagovornik formiranja jedne knjige u kojoj će biti predstavljene sve najsavremenije metode za lični razvoj koje su danas najaktuelnije. I onda je ona kontaktirala sa raznim ljudima koji se raznim metodama bave, nas je kontaktirala u vezi teta isceljivanja, dala nam je svima otprilike neka uputstva kako bi trebalo pisati, na što obratiti pažnju i tako je knjiga nastala. Prvobitno je bilo 10 autora, pa malo više od 13, ali na kraju nekako se to svelo na 13 metoda i za svaku metodu, osim za teta isceljivanja, postoji po jedan autor, jedino smo Nikos i ja zajedno pisali. Супер, значи вика еве ова книга Тајната на личната трансформација, која што е дело на повеќе автори, е идеја на Вања Савиќ, која што е србинка, но живее во Абу Даби и која што ги контактирала и дошла на идеја, значи, овдека да се стават искуствата од повеќе исцелителни техники, од повеќе автори и вели првичната идеја, значи, биле помалце автори, како растело, значи, спознајата и информациите кои што Вања ги добила за тоа како треба да изгледа оваа книга. Авторите се зголемувале, но вика само јас и Никос работиме во тандем. И овој тандем, значи, нема менување на овој тандем, затоа што јас, читајки во вашата биографија, Тамара, ти толку многу убаво беше, мислам, баш онака како жена, едноставно, читајки се ми беше толку така некако мило, ме исполни ова што го читав, затоа што рече дека тоа е благослов од Бога кога ти го доби Никос на дар. Значи, денеска многу малку жени Никос ке кажат дека да му се заблагодарат на Бог што го имат мажот за подарок, животниот партнер за подарок, значи, многу малку жени тоа ќе го кажат и затоа е ова емисија да сите сакам да бидат задоволни со своите животни партнери и кога ќе зборуват за својот животен партнер, да кажат: Господи, ти благодарам што го имам него за животен партнер. Значи, ова навистина е фасцинантно и еве, Никос, да кажеме како е работата кога се работи во тандем со својот животен партнер. Еве, пак ќе се навратам на тоа и нешто повеќе околу самата техника, самата работа, еве, од твој, од машки агол. Вашето заедништво, вашата љубов и вашата работа. Добро си. Могу да кажем да тоа супер феноменално кад радимо заедно. Нама, назалост, кад радимо третмане, наравно треба да будем ја сам са клиентима, али кад радимо семинаре, увек радимо заедно и тоа е велико задоволство, могу да кажем, и баш уживамо. Ми радите заедно, уживамо у раду са полазницима и немам речи, буквално да кажем да тоа некако описам колико... Значи, драги мои, гледате, Никос, ќе го приметите колку е среќен кога го кажува тоа. Значи, мојата констатација, и тој самиот вели дека нема зборови да опише среќата колку убаво кога работат во тандем, кога тој работи со клиенти, нормално мора да биде сам, и Тамара исто така, но кога ги работат семинарите, ги работат заеднички. И навистина тоа е голема среќа. Голема среќа за нивната љубовна среќа се нивните две прекрасни деца. Морам да кажам дека имате две прекрасни деца, девојче и машко. Колкави се дечињата, колкава е Ната е више голема, Ната
Наталија е, значи, лепотица веќе. Да, девојчица голема е. И баш кажа Тамара, кога ја прашував колку е Наталија, таа рече 14 години и вика, замисли, викам Тамара, вика, замисли, јас сам, каже, со 17 години го сетнав Никос, замисли моја Наталија, вика, за 2-3 години да најде некој дечко за кој што ќе се омажи, не можам да замислам. Да, многу е интересно, нели, кога се во прашање нашите деца. А Димитрија, колку е Димитар? Он е мали, 6,5. Он е 6,5, па добро, и он е супер, да. Дали, значи, кога се сакам, еве ова, затоа што е неверојатно кога луѓе толку млади ќе се сретнат на животниот пат и кои што навистина ќе истраат во тоа без да се пожелат еден на друг и како расте љубовта, само да зборуваат позитивно за љубовта. Тоа секако се должи на вашата свесност, на се она што сте вие и како сродни души и самата работа, значи, која што ве навистина ве облагородува и ве поддржува на тој заеднички пат. Морам да ве прашам, бидејќи знам дека кога човек вака функционира, како што функционирате вие, да ве прашам едно обично прашање кое сите брачни парови, да речем, или сите луѓе си го поставуваат, поготово кога работат заедно и поготово што вашата животна цел, а и Тамара во незиниот прилог видов, Никос пишува дека она не може да замисли просто да работи поинаку и дека таа сонувала да работи и да биде постојано и во работата со својот животен партнер. А денеска, на вистина некој да каже дека цел ден сака да го гледа својот животен партнер, да работи со него и вечер пак да си легне со него во кревет, е малку невообичаено, бидејќи на вистина сите луѓе се стремат кон тоа да бидат раздвоени со своите животни партнери, секој да биде на своја страна, секој да работи своја работа и така. Hoćeš ti da odgovor? Pa znaš kako, Julija, kad smo se mi venčali, a to je bilo 8,5 godina nakon što smo odlučili da ćemo se venčati, pošto smo mi to znali već prvog dana kad smo se videli, sve je bilo jasno. Значи, вие знаевте од првиот ден кога се видовте дека ќе се венчате? Istina. Dobro. Ете, ме разбирате, драги мои, повели Тамара. Kad smo se, znači, napokon venčali, Nikos je našao posao u grčkom konzulatu i to je bilo regularno radno vreme, 8 sati svakog dana. I ujutro svaki dan kad je kretao na posao, ja sam bila jako tužna, definitivno sam osjećala veliku tugu. I mama mi je govorila, pa nemoj da se sekiraš, to je prirodno, ljudi odlaze na posao, mora i on. Samo se malo strpi, budi malo strpljiva i to će proći, ti ćeš se navići na to, googlaćeš i bit će sve okej. Значи, драги мои, еве, Тамара рече дека после 8 години од кога се сретнале прв пат, значи одлучиле да се земале. Да, 8 години се забавувавте? Da, 8,5. Да. Значи 8,5 години биле во нормално врска како дечко и девојка, се зимаат и вика Нико се доби работа да работи во грчки конзулат и мене ми беше многу тешко кога тој на Забајле одеше на работа и кога јас морав, значи, да останам дома сама и така да нејзината мајка е тешала и велела стрпи се, тоа е само привремено. Тамара, извини што морам сега ова да те прашам. Дали таа отсутност на Никос кога одеше на работа, бидејќи многу луѓе се осеќаат осамени и многу луѓе се љубоморе на своите партнери кога ќе се одвојат, значи, од нив или се сомневаат. Токму овие работи сакам да ги демистифицираме. Што значи вистинската љубов, а што значи љубовта или посесивноста кога се плашиш некој дека ќе оди на работа, дека ќе те превари, каде ќе биде? Дали твојата загриженост беше од таков тип? Da, razumem na šta misliš. Meni je definitivno on nedostajao. Dakle, nije se radilo o tome s kim je on tamo, šta tamo radi. Jednostavno mi je bilo prazno bez njega jer sam želela da svakog trenutka budemo zajedno. I to što mi je mama govorila da će vremenom proći ta moja želja da budem 24 sata nerazdvojena sa njim, to se nije dogodilo. I danas čini mi se kad pođe do supermarketa da kupi hleb ili nešto, meni je teško ako on pođe sam, a ja zbog nečega ostajem u kući i dan danas uglavnom svuda idemo zajedno i za najsitnije obaveze i za šta god, tako da
nisam ni u jednom momentu, ne mogu da se setim nekog trenutka u svom životu da sam rekla da bi mi bilo draže da budem sama nego sa njim. I postoji samo jedan takav još par koji sam ja upoznala i koji mi je dokazao da nisam baš toliko nenormalna da je to moguće, a to je upravo Vajana Stajbel i njen muž Gaj. Oni su zajedno 20 i nešto godina, skoro kao je Nikos, 25, i nijednog se dana nisu razdvojili od kad su zajedno. Uvek radi zajedno, uvek su zajedno. Почитувани мои, да ја слушнавте Тамара, слушавте Никос како потврди одма после тоа, значи вели јас не чувствував ништо друго освен што се чувствував, значи осамена и тажна кога тој беше без мене и дека едноставно сакала да биде секогаш со него и вели после толку години јас го имам истото чувство, значи истата припадност дека сакам да биде тука кога ќе отиде до супермаркет, мене ми е навистина не сакам ни тогаш дури да бидам сама и вели познавам за 20 години, века ние не се раздвоевме од кога почнавме вака заедно да работиме, века познавам уште еден таков пар, тоа е Вајана Стајбел, значи жената која што откри тета методата и нејзиниот животен партнер, кои што века исто така функционираат како нас. Тамара, еве сакам, морам и тоа да прашам, или Никос да го прашам, се исто тој ќе ми каже. Знам дека истото чувство го имаш, Никос, и ти, но бидејќи сакам да го доближам она чувство, значи едно е да чувствуваш некој да ти фали, друго е некој да ти фали, а да се сомнаваш во него. Дали некогаш ти си се посомнал во Тамара, дали си имал чувство на љубомора? Не, nisam nikakav, mislim, taj osjećaj ljubomora, ne. Затоа што Никос сите велат дека љубомората, века ако човек е љубоморен, тогаш сака, тогаш е влюбен. Еве да кажеме дека јас ние што работиме на себе спознајата, знаеме дека љубомората не е љубов и еве по овој вака партнерските односи многу ми се важни и би сакала затоа што секој човек за да биде успешен во работата, мора во партнерските односи, значи со животниот партнер да му биде убаво. Затоа што луѓето кога ќе појдат на работа несреќни од дома, навистина не може да бидат успешни и да креираат и на работа она што треба да го искреираат. И затоа еве исто така од машки аспект многу е важно и многу би сакала да слушнам од тебе, што значи бидејќи обично машкиот пол вели дека мора да биде љубоморен на жената. Јас не знам, тоа за мене не е рецептно, еве да слушнеме од искусен тета, практичар и инструктор. Па добро, знате, љубов не значи бити љубоморен. Ако си љубоморен, значи нема љубов. Браво, значи љубовта вика не значи да бидеш љубоморен. Ако си љубоморен, тогаш нема љубов. Значи љубов значи поверење. Љубов значи верувам себе и верувам партнера 100%. Љубов значи знам да сме увек повезани и да сме увек заедно. И тоа е наравно најважнije. Љубовта значи вика поверение, љубовта значи да веруваш во партнерот потполно, љубовта значи дека двајцата заедно сме поврзани и дека заедно двајцата значи одиме понатаму. Значи, кога некој е љубоморен, значи да нема љубов. Значи, кога некој е љубоморен, дефинитивно нема љубов. И нема љубов, него сумња на своји способности да некој пружи љубов. Значи, се сомнева во своите способности, вели Никос, дека би можел некој да му пружи љубов или тој да пружи љубов, Никос? Тај човек кој е љубоморен сумња на себе за љубов. Да, значи, љубоморниот човек вика се сомнева во себе си се сомнева во љубовта. Ето, тоа ја мислам. Тоа е велика разлика, наравно. Волиш некој и љубоморен си. Тоа е велика разлика. Значи, голема е разликата да сакаш некого и да си љубоморен на некого. Назалост, има доста луѓе кои сматрaju кад мушкарац, речемо, љубоморен, значи да ме воли више. Така, токму така. Значи, вика има многу луѓе кои што некои, да речеме, поготово жени, кои што мислат дека кога мажот е љубоморен, дека ја сака, дека е лудо заљубен. Јас бидејќи знам многу такви, Никос, да им ја разрешиме дилемата, затоа што таквите врски си многу болни врски. А во тета методата нормално дека се работи и на отстранување на секаков вид болка, па затоа бидејќи луѓето мислат дека ако се ранети во љубовта, ако страдат заради љубовта, дека тоа е љубов. Хочу да кажем прво да љубомора, кад е љубомора, некој може то кроз тето да се реши. Значи, ми то третирamo као
trenutno neki osjećaj ljubomore koji može kroz teto da to se reši. Znači, možemo pustiti taj osjećaj ljubomore koje čovjek ima prema partnera i kad to pustimo, onda gleda drugačiji odnos. Znači, potpuno drugačije. Znate, postoji naša perspektiva i postoji i stvoriteljeva Božja perspektiva. Дозволи Нико, значи почитување Никос рече дека со тета исцелителната, значи метода, секако дека љубомората може да се реши и дека значи постои во тој поглед постои наша перспектива и постои Божја перспектива. Значи, kad mi gledamo stvari, život, iz Božje perspektive, onda vidimo da život u stvari, život je igra, znate. Život je zabava. I na takav način kad mi gledamo život, onda vidimo šta smo u stvari propustili. Evo vidite kako male деца како се играју, како се смеју. Значи Никос вели, знаете ви како гледате од Божја перспектива, вие ќе видите дека всушност животот е игра, дека животот е забава, дека животот е многу убав. Погледнете ги, вика, малите деца како тие се играат, како се тие, значи, слободни како се играат, кога животот би го гледале од Божја перспектива, вели дека би бил сосема поинаков отколку вака како што го гледаме ние сега. Evo, rekao sam i pre da imamo sina 6,5 godina ima, vidimo mi non stop se smeje, samo se smeje. Znači, skoro sve dece u odeljenju tamo, samo osmeh. Znači, šta god se dešava, ulazi sa osmehom, tamo u učionici izađe sa osmehom isto. Да. Ние вика го гледаме нашиот син, вика од 6 години, кој што вика во градинка, само се смее. И сите деца вика, значи влезе, вика, таму се смее, искочи од таму, пак се смее. Pa i mi treba da budemo takvi. Значи, ние вика треба да бидеме такви. Znači, kad smo mi takvi, onda život je lepše. Život je lakše da živimo. Znači, to je cilj, jeste da budemo tu, ali zašto tih probleme, te negativne misli koje mi imamo, znači, idemo da gledamo malo drugačije, da gledamo iz te Božje perspektive život. Biće nam mnogo bolje i забавни, сигурно. Значи, вели, кога животот би го гледале од таа Божја перспектива, ќе ни биде многу поубав и ќе ни биде многу позабавен. Јас не знам дали има човек, Тамара, што не сака животот да му биде поубав и позабавен. И на луѓето многу им се гледа тешко, затоа што ќе кажат како да си го направиме животот забавен со сите проблеми кои што ги имаме. Како на проблемите да гледаат поинаку, како да гледаат како на предизвици и како тета методата се справува со тоа, бидејќи и преска на почетокот рековме, Никос рече дека кај нас доаѓаат луѓе со разни проблеми. Ono što je jako karakteristično za teta metodu, veoma karakteristično, a što ljudima nije na prvi pogled baš mnogo prijatno da čuju, to je činjenica da nam baš svaki problem koji u životu imamo zbog nečega služi i da nije slučajno u našem životu i da smo mi ti koji su taj problem u život prizvali. Pri čemu, kad to sve kažem, ne mislim na svest, ne mislim da smo svesno sve to odradili, već da je to uradila naša podsvest na osnovu programa koji u njoj postoje. Значи, вели на луѓето пред се тоа е така, затоа што вели на луѓето им е тешко да разберат или не сакат да се соочат со тоа дека всушност тоа не се проблеми кои што настанале, тоа се ситуации кои што ние сме ги привлекле. Вели, не велам дека тоа свесно сме го направиле, но на некој начин, значи, тоа се работи кои што треба да не натераат нешто да разбереме, ни се дадени заради нешто друго, не се дадени само проблеми заради проблеми. Значи, секоја ситуација има зошто е дојдена како таква. Da bi se to dobro razumelo i da bi ljudi mogli da prihvate uopšte takav pristup, važno je da znamo koliki je procenat svesti, a koliki podsvesti u nama. Svega 10% jeste naša svest, a 90% je podsvest i to je onda odmah jasno kolika je uloga podsvesti u našem životu. Svest nam je dostupna, to su naše misli, ono što znamo o sebi, što znamo, što recimo mislimo da želimo, na primer. Međutim, šta se dešava u onih 90%, onome što je podsvest, ne znamo, osim ako nismo teta praktičari i čak i ako nešto od toga saznamo, mi ne znamo šta s tim dalje da radimo. A tome nas uči teta metoda.
Значи, еве Тамара рече, вика, за да луѓето подобро го сватат тоа, би требало, вика, да бидеме свесни, значи дека само 10% е нашиот свесен ум, а 90% е подсвесниот ум. Кога вика ќе го кажеме, значи самиот тој факт што значи 10 спрема 90%, тогаш сме свесни што се случува во нашиот ум. И затоа вели, тета методата е тука за да сето тоа ни го разговетни и да сватиме што прави нашата подсвест, за да ние со тој 10% со дум што располагаме, ќе го свртам сега малку на смешка, да видиме што правиме со тие 10%, а кога во позадина стојат 90%, така ли е, Тамара? Но вели, значи, и кога дури викајќи кога ќе сватиме што е тоа вака на ова ниво, тогаш се прашуваме што не знаеме што понатаму со тој факт. Да, управо zato и кажемо да je teta izuzetno dobra metoda za samo spoznaju, zato što smo mi kombinacija podsvesnog i svesnog uma i da bi zapravo same sebe upoznali, mi moramo da znamo i šta se nalazi u našoj podsvesti, a ne samo šta je u našoj svesti. Evo, malo ću to pojasniti jednim primerom. Dolaze recimo na tretmane studenti koji su završili sa predavanjima, to su zapravo apsolventi, imaju još nekoliko ispita do kraja studija, ali nikako da daju te ispite i da diplomiraju i godine već prolaze. Trebalo je pre nekoliko godina da diplomiraju i oni veruju svesno da im je jedina želja da konačno dobiju tu diplomu i da odu sa fakulteta. Međutim, da oni to stvarno žele, kad su već sve ove ispite položili u 4-5 godina studija, zašto onda ne uspevaju još ta 2-3 koji su im ostali? Zato što podsvesno oni ne žele da diplomiraju. Oni veruju da žele, čini im se da žele, a zapravo ne žele zato što im to odugovlačenje služi. Služi im iz raznih razloga. Par primjera kako to može da nam služi je da verujemo da ako budemo, mi recimo smo sad studenti, živimo kod mame i tate, samo učimo, ne moramo da zarađujemo, oni nas izdržavaju, ne očekuju ništa od nas, ne teraju nas da se udamo, na primjer, jer smo studenti još uvek, to nam je posao. Ako budemo diplomirali, mi verujemo da će se očekivati od nas da nađemo posao, a posla nema. Ili očekujemo da ćemo morati da nađemo posao i da ćemo ga naći, ali da će to biti previše teško i naporno za nas da idemo 8 sati na dan na posao. Ili verujemo da ako budemo diplomirali, porodica će očekivati da je sledeći korak udaja, a mi nemamo momka ili imamo momka, nismo sigurni da je to prava osoba za nas ili i mi bi se rado udali, ali verujemo da nema šanse da nađemo pravu osobu i to što nemamo diplomu nas spašava da ne moramo da slušamo ta pitanja kad ćeš, jesi li našla momka, kad će svadba. To nas praktično štiti, brani nas od tih neprijatnosti. Ako budemo diplomirali, krenut će pitanja mama, tata, rođaci, bake, deke, drugarice, šta ima novo, jel ima nešto novo i bit ćemo u velikoj muci. Dakle, kad tako neko dođe na tretman od tih studenta i kad lepo prođemo kroz sve te blokade, a blokade su zapravo verovanja naše podsvesti da ćemo mi morati to i to i to ili da će se od nas očekivati to i to i to. Kad se to sve fino proradi, sredi, takve osobe za mesec, dva diplomiraju. Niko znači ima već puno diploma sa raznih fakulteta koje je tako dobio sa tretmanima. Znači kad se oni reše tih strahova, tih pogrešnih uverenja, a možda i nisu pogrešne, možda će porodice zaista početi da vrši pritisak, ali ih mi naučimo kako s tim da se nose, šta s tim da rade, onda njima ode strah, ode potreba da brane diplomiranje i vrlo lako naravno diplomiraju. Еве, почитувани, гледате, Тамара даде еден прекрасен пример за тоа вели како да полесно гледачите да сватат како работи свесниот и како подсвесниот ум, бидејќи вика ние можеме да имаме желба, тргнувајќи еве го даде еден многу сликовит пример со своите студенти кои што ги имаат. Вели, значи, на свесно ниво студентите сака да дипломираат, но да речеме за неколку испита не дипломираат и се одолговечуваат години и години да не дипломираат.
Што значи, вика, од една страна ќе рече дека сакат, а од друга всушност се блокадите тука во подсвесниот ум кој што прави, значи, такви програми за да еден студент, да речеме, конкретно си го одолговлачува своето дипломирање, бидејќи условно речено, кога тој би дипломирал на време, би требало можеби некои услови што му се поставуваат од дома или од околината, да речеме, да се ожени, да најде работа, би требало тоа да се случи. А во целото тоа неговата подсвест, бидејќи не сака, значи си одолговлечува за да не се ожени, да не се омажи, да не тргне на работа и ред други работи кои што, нели, треба да ги направи откако ќе дипломира, подсвеста му испорачува така и работи на тој начин да тој си ги одолговлечува студиите, но со помош, вика, на тета методата и тоа како ги решаваме сите тие нивни условно речени проблеми, така, Тамара. Тамара, бидејќи доста си помоабетивме, јас би предложила овдека малку реклами да пуштиме, да отидат реклами од нашето студио и за кратко време се враќаме, драги мои, пак на нашиот разговор и ќе мораме да да привршуваме. Јас не знам овдека да видам колку е времето, но ми се чини добро, ќе имаме така уште едно 15 минути, ќе си направиме убав муабет. Нашите, моите постојани помагачи се со нас, јас навистина би ги поздравила. Модниот бутик Маја од Куманово, им се заблагодарувам, постојано се грижат за мојата облека. Тука е Жанета Естетик, козметичкото студио, поздрав за Жане, која што навистина се грижи поготово после овие зимскиве студови да ме изрелаксира. Тука е, значи, прекрасните Атлета Джим, каде што си тренирам редовно и не сум отишла од Нова година, сега подхитно ќе ги посетам, затоа што навистина ми е потребно. И одиме да ги видиме уште еднаш нашите реклами и се враќаме за час со моите драги Тамара и Никос. Будење со Јулија. Козметичко студио Жанета Естетик. Решение за секого. Здравје и убавина во едно. Природата мисли на вас. Квалитетот го создаваме ние. Решете ги вашите естетски проблеми. Бидете исклучителни, бидете своји. Само со Жанета Естетик. I'm begging you to come back. Say
Будење со Јулија. Епа, најдраги мои, еве сме, значи, повторно. Продолжуваме уште малку со разговорот со Тамара и со Никос. Навистина морам да ви кажам дека вие знаете, најдраги мои, дека во мојата емисија, дека на мојот мејл будење со Јулија@gmail.com, на кој што пишувате постојано, и знаете дека книгите во мојата емисија се, значи, постојано со нас и постојано доделуваме книги. Овој пат Тамара и Никос на еден наш верен гледач кој што, значи, ќе напише на мојот мејл и ќе се јави, ќе ја добие тајната на личната трансформација, која што е дело на повеќе автори. И бидејќи ова книга е навистина многу интересна и доста од овие овдека луѓе кои што се во книгата, морам да кажам дека биле и наши гости, дека ги познавате многу добро. Значи, од нашево заедничко будење, и мене ми е посебно драго. Тамара, морам да кажам дека многу ми е драго, зашто доста луѓе овдека, значи, ги познавам. И многу ми е драго што тоа се навистина прекрасни автори, прекрасни луѓе на кои што животната мисија, како што и вашата, им е да помагаат на луѓето и да го направат овој свет убаво место за живење. И јас би сакала, еве, по повод книгата Тајната на личната трансформација, да кажеме уште некој збор за ова прекрасно четиво. Vrlo rado. Knjiga je pisana sa dva cilja, dve osnovne ideje vodilje smo imali kad smo je pisali. Jedna je bila da, s obzirom da se zaista sve više ljudi budi u današnje vreme, to je jedan proces koji je krenuo i koji je nezaustavljiv, znači sve više i više ljudi shvata da je potrebno i neke od dodatnih metode da uvrste u svoj život, da bi imali zdravlje u svim aspektima života, ne samo fizičko zdravlje. Nađu se nekad tako ljudi u nedoumici koju metodu odabrati, šta je prava stvar za njih, koja metoda je za njihovu životnu situaciju najadekvatnija. Naša prva ideja je bila da na jednom mestu mogu da nađu opis puno metoda, da pročitaju sve te opise i da onda vide šta rezonira sa njima, eto tako da sad kažem, u duhu vibracija. Dakle, šta im je zazvučalo najbliskije njima trenutno i da onda krenu tom metodom da se bave. To je bila prva ideja. Тамара, ќе дозволиш само да преведам. Најдраги мои, Тамара рече дека, значи, оваа книга дојде како идеја на тоа дека треба да има една таква книга во која што ќе има повеќе техники, со луѓето кои што ќе може да се запознаат со повеќе техники, но дека, значи, секој ќе може и ќе има право да си ја одбере онаа техника која што му е најблиска, бидејќи ова време е време на будење и затоа што, вика, луѓето постојано се будат и затоа што тој процес на будење не може да се спречи апсолутно, туку треба навистина да се помогне во процесот на будење луѓето да се спознаат и да се пронајдат во она кое што најмногу ќе биде адекватно за, значи, за нивниот развој на тој пат. Da, druga ideja je bila da to ipak ne bude neko suvoparno predstavljanje metode, znači samo opis metode. Recimo, ako neko želi da sazna o teta isceljivanju osnovne neke stvari, treba da pročita knjigu za osnovni seminar. Poenta je ovde bila da mi damo te metode, prikaz tih metoda iz našeg ličnog ugla, da se vidi na koji način su metode naše živote transformisale i da to kao poruku čitaocima prenese kao prvo da je svaka metoda dobra i da se svakom metodom mogu ostvariti ciljevi koje imamo, a drugo, da ako smo svi mi mogli da promenimo naše živote, a tu se vidi kakvi su nam životi bili pre bavljanja tom nekom metodom i posle, ako smo mi to mogli, da onda može svako, da onda može i čitalac koji knjigu drži u rukama. Dakle, jedna jaka motivacija je po nama poželjno da proistekne iz ove knjige i vera kod ljudi da i oni mogu, ako budu istrajni, naravno, nijedna metoda nije čarobni štapić, ali ako budu istrajni, da sigurno mogu doživjeti iste transformacije kakve i autori ove knjige. Значи, вели другата причина зашто настана оваа книга беше токму тоа што вика секој вика од авторите во оваа книга
која што опишувајќи ја, значи, секој од авторите својата техника на која што работи, ќе придонесе и ќе биде пример за трансформација, бидејќи сите тие автори, значи, овдека ги пишува нивните животни приказни, какви биле пред да почнат да се бават со овие техники и каков е нивниот живот од кога ги практикуваат овие техники, почитувани. Значи, вика, тоа се практични примери каде што луѓето ќе можат да се уверат во нашите лични трансформации пред се како автори, а кога вика сме можеле ние, значи можете и сите вие. Тамара, навистина прекрасно кажано, навистина, еве, еден наш гледач ке може да се добие оваа книга. Јас искрено лично ќе се потрудам да видам дали некоја издавачка куќа ќе би сакала да се најде за да може да се продава во Македонија, бидејќи знам дека е голем интересот, знам дека на вашиот Facebook кога објавивте, дека многу луѓе се јавува, многу луѓе се заинтересирани за книгата и знам дека сигурно дека во Македонија ќе биде многу барана, затоа што погодово со мојата емисија и сиот овој процес на трансформација кој што сакам да го доближам до сите луѓе, знам дека сега ќе почнат да пишуваат, но бидејќи не сме во состојба да поклониме толку многу книги, се надевам дека ќе биде задоволство секој да си ја купи книгата и нормално така да почне да оди кон процесот на трансформација, бидејќи и треба нешто и да научи од она што значи кога ние ги вложуваме нашите пари во нешто што е убаво, што е корисно за нас. Бидејќи луѓето често не знаат да ракуваат со парите, а многу им е важно. Никос, тебе да те прашам од машки аспект, како да го доближиме процесот на трансформација со финансиите? Кога луѓето сите се жалат дека немат пари и дека тешко се доаѓа до пари, а јас знам дека духовни учители велат дека всушност е најлесно кога човек ќе се трансформира, најлесно е да прави пари. Знате, новац е дел нашег реалности, овде где живимо ми. И јесте наравно важно имати новац. Духовност и новац може да иде заедно. Кад се бави са духовност, не значи да мораш одбити новац. Новац ќе е важен улог, има важен улог на животот, хочемо то признати или не. Значи, кроз тето можемо наći блокаде, што нас блокира, зашто не можемо стици до новца, зашто имамо недостатак, зашто немамо изобилје. Постои посебан семинар бас за изобилје, тоа се зove манифестовање изобилје. И кроз тето можемо наći блокаде, што нас блокира, и то наравно да отпустимо те блокаде и да променимо на живот, на боље. Значи, драги мои, слушавте, Никос рече дека духовноста века и парите одат, и ако некој мисля дека не одат, но вика секако дека со тета исцелителната метода секој може да го живее изобилието за кое што, значи по кое што трага, бидејќи секој ден човек треба вика да има и пари, да има изобилие и тоа не е нешто што не може да се оствари, затоа е тука тета исцелителната метода и вели постои посебен семинар, посебен значи курс за тоа како да живееме во изобилие и како да ги тргнеме блокадите кои што ни прават значи да не можеме да имаме доволно пари или да не го живееме она изобилие кое што ни е загарантирано. Можемо имamo различните примери, мислим, нашом животу, ево, recimo Louise Hay ништо не имала, не е постигла од нула до сада, Боб Проктор такоđe исто. И има различни људи, учители, кои су буквално нису имали хлеб да купат, нула. И пак су стигли на неки ниво. Значи, само треба да имамо веру себе, да то ми можемо се лакоцом. Кад и ми сами то одбијамо, кад ми имамо верување да тешко е зарадити новац, да мораш пуно радити да би зарадивал нешто, бар за хлеб, да имаш што да једеш. Мораш кроз патњу да добиеш новац, мораш пуно да се трудиш. Тоа су различните верувања кои имамо, кои нас пречавају, идемо даље. Ако ја верувам да е то тешко зараđivati новац, биće teško. Istina. Така. Ja verujem to. Ja verujem da je sa lakoćom mogu zarađivati neograničen iznos. Dobit ću i to, neograničen iznos. Ali važno je šta mi upravo verujemo. Znate, i drugi aspekt je
moramo razmisliti kad mi dobimo iznos koji mi želimo, šta će da nam se desi u životu. Znači, počinju ljudi smatraju, kad sam bogat, sad ću onda da komšije da se seti da smo komšije, brat se da opet hoće da razgovara sa mnom i to zbog novca. I onda kaže, mislim posvesno naravno, bolje da ostanem gde sam sada nego da me juri svako i da mi traži novac. I da budem ja tu neprijetnu situaciju da moram odbiti te zahteve, da pozajmim novac. I svi se da me gledaju kao jedan veliki novčanik i znači izgubit ću prijatelje, neću znati ko je pravi prijatelj i ko nije. I onda počinju druge probleme, da kažem. Така. Значи, драги мои, еве слушавте Нико што кажа. Вели, значи, што е најважно кога околу парите. Околу парите, вика, се многу важни нашите верувања, тоест нашите уверувања. Ако ние веруваме дека не можеме да заработиме пари, дека тешко се заработуваат пари, дека мораме макотрпно да работиме за парите, тоа вели и ке го ни се случува. Затоа е тука тета методата која што навистина работи и тоа како на тие уверувања, која ќе ги видиме, значи што се ни прават и какви се манифестации имаме, нормално вика дека тука тета методата се до тоа да го реши. А ако некој има, значи но пред се вика мора да имаме вера. А ако некој верува дека навистина до парите се доаѓа тешко, дека парите треба многу макотрпна работа или дека не му е судено да живее во изобилие, тогаш тоа и ќе го манифестира или ќе биде сведок на тоа. Но вели има и едно друго прашање, кога ќе се дојде до пари, што сега од кој ќе добиеме пари? Значи, вика, тука се јава еден друг проблем, за кој што, вика, исто така ќе треба да се позборува, затоа што некои луѓе, значи, пак не манифестираат пари, затоа што нивната подсвест кажува нешто друго. Ако има многу пари, тука ќе се пријателите, ќе се роднините, кои што сите постојано ќе барат, затоа тета методата копа по тие подсвесни програми, најдраги мои, за да сето тоа се одблокира и ние да можеме нормално да го живееме тоа изобилие кое што го заслужуваме. Така, Никос? Tako je. Znate, svi zaslužujemo izobilje, svi zaslužujemo da imamo neograničeno. Ali problem je da li smo mi spremni to prihvatiti, da li smo mi spremni da primiti, da prihvatimo to izobilje. Ukoliko nismo spremni, nećemo primiti ništa, znate. Znači, naša duša, u stvari, zašto je došla ovde, o čemu smo, šta se dogovorila, znači došla ovde da uči neke stvari. A to mi kroz tetu upravo učimo dušu da može učiti sa lakoćom i može imati izobilje da uči istovremeno, razumete? Така, значи, многу интересно е Никос кажа дека изобилието вика на секој од нас ни припаѓа, ни е загарантирано, но прашање е дали ние знаеме како да дојдеме до тоа. Затоа што вели треба да знаеме дека нашата душа пред да дојде на овој свет одбира како ќе го живее овој живот. И затоа е вика тука тета исцелителната метода преку која што ние можеме да дознаеме, да ги дознаеме точно тие програми и да знаеме целта на нашата душа која што значи доаѓа на овој свет и како всушност ќе оди понатаму или ќе го живее животот во ова физичко тело. Така, Никос? Затоа што ние сепак сме, нели, еднаш ми каже еден пријател, вика, Јулија, за каква душа ми зборуваш? Па јас, вика, се гледам вака, ама викам, слушај, ние, ти си, викам, душа во физичко тело. Немој да мислиш дека ова што го гледаш повеќе е многу побитно од она што е внатре во него. Кога вака малку зборуваме за сите оние кои што значи малку поинаку гледат нели на работите, сега се прашуваат како нашата душа знае и зошто во ова физичко тело би требало нели да знае каков живот однапред ќе живее, но тука се начините и методите преку тета исцелителната метода да научат многу интересни работи, многу да се спознаат на патот на себе спознанието, да на вистина да разберат сопствената суштина, која што вака кога човек од страна гледа има сосема друга слика,
а кога ќе погледне, значи, со божествените очи, кога ќе навлезе во тие исцелителни методи кои што навистина го нудат она што ни е од Бога дадено, тогаш веќе се менува целиот ментален склоп на поединецот. Тамара, бидејќи доста зборувавме, јас не знам, еве ќе погледам на мојот телефон, веќе тука некаде би требало да завршуваме. За крај, еве, пред да ги поздравиме нашите гледачи, јас би сакала вака да нешто што е многу важно, како ваши пораки, да им ги пратиме и да им дадеме некакви, да речеме, смерници, бидејќи сме на почетокот на 2017 година, така ја започнав емисијата, за да можат малку порелаксирано, да бидат порелаксирани душите на моите гледачи, кои што многу си ги сакам. Julija, nije mi baš lako da nađem koja bi jedna poruka mogla da bude. Mada mi je evo prva misao sad došla kad si to rekla, radionice koju smo držali u Nišu kao novogodišnju poklon radionicu, čiji jedan deo bio posvećen filmu Kumare, jednog indijskog reditelja, Vikrama Gandija. To je dokumentarac koji nosi jednu čudesnu poruku. Naime, Vikram je bio običan čovek koji je odrastao u Americi, koji se malo bavio duhovnošću, ali čovek je zapravo bio poput i većine drugih ljudi. On je malo ispitivao fenomen gurua. Šta je to guru i zašto nam je guru potreban? Da bi spoznao to, odlučuje da on bude guru. I s obzirom da je Indus i da je, da kažem, znao kako indijski guru i govore, koji je njihov akcenat, on je pustio kosu, uzeo narandžastu odeću kakvu neki guru i nose, promenio svoj akcenat i rekao ja sam guru. I hteo je da vidi šta će da se desi. Vrlo lako i vrlo brzo on je dobio puno sledbenika koji su smatrali da jedan guru sa Himalaja je ono što njima treba, ono što će ih izvući iz svih životnih problema, što će rešiti sve njihove situacije. Vrlo brzo je on počeo njima da priča da on nije guru, da je on običan čovek isti kao i oni su odbijali da mu veruju i bili su njegovi verni sledbenici. On je izmišljao razne nove joga položaje, neke nove asane, neke nove svoje mudre, neke nove svoje mantre u meditacijama. Izmišljao je sve to i davao im i oni su govorili da su to najmoćnije mantre, da iz njegovih očiju ide najmoćnija energija, da je on najveći iscelitelj kojeg su ikad videli. Jedan običan čovek. Naravno, na kraju tog eksperimenta on je njima rekao ko je zapravo, obrijao bradu, ošišao kosu, obukao normalno zapadnjačko odelo i neki od njih su razumeli koja je bila poenta, neki su se potpuno naljutili, izgubili kontakt sa njim, nisu odgovarali više ni na njegove mailove jer su smatrali da je to bila najveća prevara njihovog života. Međutim, ceo film je jako kvalitetan i ja bi gledaocima preporučila da gledaju taj film umesto bilo koje moje poruke. Znači, zove se Kumare, može se naći na internetu, traje regularno sat i po kao i svaki film. Da ga gledaju da bi shvatili, a to jeste bila poenta Vikramova kad je film snimao, da nikome od nas nije potreban guru, da nikome od nas nije potreban neko ko će ga naučiti životnim istinama, da niko van nas ne zna šta je ono što je nama zaista potrebno, da su svi odgovori u nama i da nam nije potreban nikakav posrednik između nas i Boga, da apsolutno sve što treba da se desi možemo sami dovesti u naš život ako smo dovoljno povezani sa sobom i sa Bogom. To je jedino što nam je potrebno. Nije neophodno da jurimo na različite seminare, da tražimo različite duhovne učitelje, a priroda ljudska nam je takva da ne očekujemo da su neki ljudi ovako normalnog izgleda, poput Nikosa i mene, baš veliki učitelji. Moraju da budu čudni, moraju da budu po mogućstvu iz Indije, sa Tibeta, da čudno hodaju, čudno pričaju, čudno izgledaju. Takvim ljudima više verujemo i smatramo da će nas oni brže i lakše dovesti rešenju naših problema. A zapravo je to sve naša iluzija. Ne, niko nam nije potreban. Dovoljni smo sami sebi. Samo treba da pustimo glas svoga srca na površinu. Da mu damo da kaže ono što ima da kaže, ono što godinama i decenijama čeka da kaže. I kad taj glas čujemo da jednostavno onoliko koliko u datom trenutku možemo da ga sledimo. Da radimo ono što nam duša traži, ono što srce naše želi i bit će nam
najveći broj problema reši. Тамара, толку убава порака беше ова. Јас навистина не сум го гледала тој филм, значи еве драги гледачи да кажам, значи навистина Тамара каже да е многу убав пример кој што верувам дека сите го разбравте. Филмот се вика Кумаре. Кумаре, значи еве погледнете го, рече Тамара дека го има на интернет, Тамара. Да, затоа значи како еден човек за да ги повлече масите, за да покаже колку значи нас не ни е потребен никој од страна, колку сме си доволни самите на себе, затоа што многу луѓе одат трчат по разни гуруа, разни учители, не знам, разни верувања. И така да не ја растурате така туку така својата значи енергија, дека се си доволни самите на себе, затоа што тој гуру кој што така наречен гуру, значи се преобразил, земал, пуштил коса, се облекал во таква облека, почнал да кажува некои своји мантри, некои своји учења по кои што се повеле толку многу луѓе и мислеа дека тоа е навистина така. Тој после кога ги уверувал да им велел дека тој е еден обичен човек, тие едноставно не му верувале и покрај тоа што тој ја извлечел брадата, ја фрлил мантијата, значи станал тоа што всушност е. Но, значи, некои останале разочарани, некои, значи, просто не може да поверуваат, но поентата на сето тоа е, значи, дека сите одговори, не треба да ви кажат другите, дека сите одговори лежат во вас и јас да не должам повеќе да не прераскажувам се што кажа Тамара. Како што рече и самата, најдобро е да го погледнете филмот и да имате многу убави пораки за тоа како да се пронајдете самите себе си, значи како оваа година навистина да биде успешна и убава година. И што преостанува, Никос, да слушнам еве и твои зборови за крај? Па ја би рекол исто што е Тамара, значи исто порука. Отприлике, само би додал да морамо имати веру, поверење у себе. Ми имамо пуно капацитета, пуно могуćности. Само важно е да одлучимо да то некако да се покрене. Значи, док ми и даје сумњамо на наše могуćности, и даје ćemo креирати блокаде. Ali kad mi shvatamo šta mi upravo možemo raditi, onda bit će mnogo bolje. Благодарам, Никос. И еве, навистина ве поздравувам за крај и ви посакувам поздрави дома, поздрави на вашите прекрасни дечиња, поздрав во Ниш. Навистина ви благодарам што бевте повторно мои гости и секогаш сте добродојдени во Скопје. Тамара, Никос, навистина, чест и задоволството беа мои вечерва. Hvala puno, zaista smo uživali u gostovanju. Jesmo. Епа, почитувани мои, еве ги слушнавте овие прекрасни луѓе. Ја што да ви кажам за крај, најдраги мои, Никос кажа, значи колку е важно, рече се она што го кажа Тамара, вика, го потврдувам и јас, но ќе речам дека е сепак најважно човек да има вера во себе, да верува, да знае дека неговите можности се неограничени и секогаш да се потпре самиот на себе си. И нормално јас тоа би го кажала и би го потврдила затоа што овие прекрасни луѓе сето тоа го искусиле на своите примери, најдобри учители, најдобри тренери, најдобри практичари, се луѓето кои што навистина ни своите собствени примери учеле, ни своите собствени примери се издигнале, па и така и вие тука сте на оваа планета за да на своите собствени примери го издигнете собствениот живот и да знаете дека тука сте родени за да ја доживеете својата најдобра верзија и да бидете победник и да бидете секогаш на врвот кој што навистина ви припаѓа и сте го заслужиле. Најдраги мои, вечерва, значи, во ова вечерашно будење, вашиот водител и мотиватор Јулија Мациевска ви посакува се најубаво и се гледаме за една недела. Добра ноќ!
будење со Јулија. Mani Padme Hum, Om Mani Padme